Добро утро, јас сум Александра Бубевска, во Обштествена сцена наша гостинка е Билјана Црвенковска, писателка. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Поводи има неколку, но непоследниот повод е вашата нова книга, овој пат за возрастни, ве знаат како писателка за деца. Тоа е 9 приказни за госпоđицата Сид, која што ќе биде промовирана во Кинокултура во рамки на фестивалот Арт Ареа. Кога прочитав кои неколку реченици за книгата, една референца беше дека е напишана како во стилот на магичниот реализам, што е, да речеме, сериозна референца, бидејќи веднаш ни текнува на Маркес и е прилично, нели, вака амбициозно би рекла. Зошто магичен реализам? Па затоа што мислам дека јас во принцип не сум човек што пишува реалистични приказни. Значи не се наоѓам јас во тој жанр. Дури она за деца што го работам, ретко кога е реалистично, обично е фантастика. Сега, првично кога размислував да пишувам роман, еве за возрастни, не го сакам баш овој израз, ама еве да речеме кој што не е за деца, секогаш мислев дека ќе биде нешто епска фантастика, затоа што тоа е, да речам, жанрот во кој што би сакала да пишувам многу. Меѓутоа, вториот жанр во кој што сакав да истражувам е магичен реализам. И имав идеја и добив идеја. Тоа беше пред 3 години, од тогаш почнав да го градам, иако е краток роман. Мислам, не е некои 300 страници или не знам колку. Меѓутоа, тогаш почнав да го градам и решив дека ќе пишувам во тој жанр, дека првата книга ќе се пробам да биде таму. Добро, посакувам успех. Книгата уште не се појавила во книжарниците, но после промоцијата во петок ќе биде веќе достапна во нашите книжарници. И ќе го читаме, се разбира, бидејќи е секогаш интересно да откриваме нови женски, особено нови женски автори, бидејќи се чини дека во македонската книжевност се повеќе се тие женски гласови присутни и успешни. Да. Вие сте позната, реков, како писателка за деца, особено на сликовници, особено ви е успешна серијалот за Биби. Вие сте исто така и сценаристка на една од епизодите за Зоки Поки во режија на Александар Поповски. Неколку епизоди. Не, фактички, да. Значи, сценаријата за Зоки Поки ги пишуваме заедно со Сашо Кокаланов. Да речеме 10 епизоди, 5 се мои сценарија, 5 се негови. До каде е серијата? Кога ќе биде готово? Па би требало да биде на пролет. Сега јас не можам да откривам повеќе, тоа продуцентот ќе го направи, но ќе биде наскоро, да. Исто така, познати се делумно вашите ставови околу несоодветноста на стратегијата кога се работи за литература за деца и стратегијата, мислам, на Министерството за култура и за другите, да речеме, институции кои што се занимаваат со оваа тема. Какви се денес модерните книги за деца? Какви треба тие да бидат? Значи, да, јас овде пред се мислам повеќе на стратегијата, да речеме, на Бирото за развој на образованието, кој што направија некои чекори да се замени некој дел од задолжителната литература, но мислам дека општо целиот начин на кој што е поставено тоа е малку проблематичен, затоа што е се уште, да речам, малтене истиот принцип како што беше во последниве, не знам колку таму, 30 години. Проблемот е што децата навистина поголем дел од оние книги што ние сме ги читале не сакаат да ги читаат од повеќе причини. Она што мислам дека пред се треба, нели, да го има литературата за деца е да е тоа приказна која што ќе им дозволи да се идентификуваат во денешно време. Многу малку од книгите, дури Хајди, еве, ние што толку многу сме ја сакале, тие не ја прифаќаат. Да, Хајди нема интернет и живее на планина. Да, таа приказна не им е блиска. Не велам дека не треба да ја читаат, тие понатаму треба да ја читаат, но има едно правило дека доколку децата не сакаат, а поголемиот дел од тие не сакаат, треба да им го дадеш она што го сакаат за потоа, од кога ќе се навикнат, од кога ќе стекнат читачки навики, да дојдат до и другата литература која што можеби не треба сега веќе да се чита, да речеме, на тие години, туку малку подоцна, кога тие веќе ќе имаат некоја читателска и било каква зрелост, да речеме, интелектуално. Тоа е што се однесува до темите, изгледот на книгите е исто така многу важен, бидејќи тоа во денешно време
Да, исто ја продава книгата. Да кажеме дека оваа вашата нова книга за господицата Сит, автор на илустрациите е Зоран Кардула. Да, тоа е всушност Корица, нели, бидејќи таа е роман. Меѓутоа сите мои книги, дури оваа претходната што излезе, тоа е Звезда, мрак и суштествата од Страшкоград. Таму исто така многу внимание посветивме на илустрација и на изгледот на книгата, и целиот роман е илустриран од првата до последната страница. Оваа ваша хероина Биби, тоа е едно мало девојче што е умно, интелигентно и што најмногу сака да чита енциклопедии. Всушност е еден модел на дете кое што ретко го има кај нас, бидејќи не сум сретнала уште дете што сака да чита енциклопедии. Сакам да ве прашам како да се создаде повторно таа љубов кон читањето, бидејќи во оваа технолошка ера и во ова каде што се е визуализирано, тешко е веројатно е уште потешко за помладата генерација или најмладите да се вратат на читањето. Да, значи само да спомнам дека Биби сепак е нели тимска, тоа е проект на факултет МК, меѓутоа јас сум автор на приказните, али целата онаа приказна околу енциклопедијата беше некој заеднички труд. А сега конкретно за прашањето, значи мислам дека е многу долготраен процес да ги вратиме децата да повторно ја сакаат книгата. Пред се мислам дека главната мотивација мора да биде во домот. И кај родителите. Потоа доаѓа на второ место училиштето и трето би рекла дека се вон училишни активности. Например, јас држам две работилници во МКЦ. Едната е за деца од 6 до 9 години, другата е за деца од 9 до 12, тоа е во детскиот креативен центар. И таму, да речам, работиме и на креативно пишување и на создавање на приказна преку цртеж и некако успеваме да речам да ги прочитаме тие некои приказни или да ги продискутираме тие некои приказни кои што се модерни и се интересни за денешниве деца. И тоа е, мислам, исто така еден добар начин како може да се засака книгата, затоа што преку забава и атмосфера која што не изгледа како да е во училиште, може да им се доближат тие некои работи. Меѓутоа домот е примарно. Да, има ли надеж да се сменат работите? Рековте Бирото за развој на образование веќе ги смени лектирите, беа гласни родителите навистина и упорни во тоа да објавуваат и да кажуваат јавно за несоодветните книги, за некои делови дури од книгите за лектира беа цитирани и навистина беа тоа некои несоодветни книги. Но дали се почнува и завршува со лектирите? Не, апсолутно не. Мислам дека целиот систем всушност треба да се смени. Односно оној сооднос на задолжителна и незадолжителна литература во училиштата, тоа е едниот чекор. Веќе има учителки кои што самите ја бираат незадолжителната литература и препорачуваат книги кои што, да речам, стварно на децата им се допаѓаат. Тоа е тој систем кој што мора да се смени. Децата да имаат поголемо право да избираат за изборната, а задолжителната да биде, да речам, уште понамален тој обем, па преку ова да дојдат до тоа. Тоа е едниот, да речам, чекор. И вториот е што да, може да се влијае и со издавање, нели веќе почна она детска продукција да заживува. Има повеќе издавачи кои што навистина почнаа да издаваат многу добра, квалитетна, современа литература за деца. И тоа е вториот чекор, значи да пробаме сите заедно да почнеме малку и тие помодерни приказни да ги носиме тука. Сега, после објавувањето на овој ваш роман за возрастни, условно кажано, дали ќе се навратите повторно на литературата за деца или ќе продолжите во друга насока? Не, нема да продолжам во друга насока, апсолутно. Значи, особено што нели овие проекти кои што ги работам, како што е Светот на Биби, сите овие други сценарија кои што ги работам, секако ќе продолжам да пишувам за деца. Значи, веќе имам една сликовница која што ја подготвувам да излезе годинава, која што е, да речам, исто така, некако почнав повеќе да работам, зборам за моите лични авторски проекти, но на поле на инклузија на различностите, односно на децата кои што од некоја причина не се можеби прифатени во средината и мислам дека тоа е тема која што треба многу да се третира кај нас.
Но секако мислам, сметам дека е многу важно за еден автор да се гради понатаму. Значи првите реакции кога почнав да пишувам за возрастни, нели беа, ама ти чекај сега, ти си писател за деца, да не си го нарушиш имиджот или нешто такво, што мислам дека е. Значи сигурно тоа нема да се случи, но еден автор мора да се гради. Тој мора да расте. Ако ти немаш предизвик да се градиш како автор и да влегуваш во други полиња, зошто да, мислам дека е тоа. Да. Но во секој случај ви посакувам успех. Оваа тема што малку ја спомнавте е посебна тема за која мислам дека треба и посебно да посветиме разговор. Во секој случај ви благодарам за ова гостување во утрински брифинг.